Во просториите на Сдруженијето на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија утре ќе се одржи отчетна седница на собранието. Меѓу точките на дневниот ред ќе се разгледува и усвојува планот за материјално-финансиското работење на Сдруженијето за 2014 година и прогласување на 2014 година за изборна година со предлог акти за избори, одлука за број на делегати во собранието и председателство и формирање на изборна комисија и утврдување на рокови. Во текот на утрешниот ден во општинската сала во Тетово од 13 до 15 часот Сдруженијето за унапредување на родовата еднаквост, акција здруженска во соработка со Институтот за развој на заедницата од Тетово, на средба со представници од општините Тетово, Јегуновце, Брвеница, Боговиње, Желино и Теарце, ќе го представат годишниот планер што ќе направи општината за родовата еднаквост годинава. Планерот представува едноставна информативно-едукативна алатка чија основна функција е да им помогне на општинските власти да ги интензивираат напорите поврзани со планирањето, следењето на целите на Законот за еднакви можности на мажите и жените. Ова активност е дел од проектот на акција Здруженска родовата еднаквост е секојдневна потреба, поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество Македонија. Наредниот ден пак по повод 25 февруари, денот на загинувањето на Кузман Јосифовски Питу во касарната во Тетово, ќе се реализира достојно одбележување на патронатот со полагање на свежо цвеќе пред бистата на народниот херој од страна на делегации предводени од командантот на гарнизонот и поканетите гости. Покрај положувањето на свежо цвеќе пред бистата ќе има и читање на реферат за ликот и делото на народниот херој. Одбележувањето на настанот ќе започне во 10:45 часот. Средината на неделава пак ќе одбележи настанот забавен карактер. Манифестацијата Вешта жена оваа среда на 26 февруари ќе го доживее своето најново издание во Тетово. По предлог на вештите жени ќе бидат прогласени најуспешните жени во медицината, образованието и хуманитарните организации, како би докажале дека жената не е вешта само во кујна. И на ова издание на манифестацијата водителка ќе биде Ирена Спировска, а за музичкиот дел ќе се погрижи добро познатата тетовска група Маестро Бенд. Почетокот е закажан за во 17 часот во хотел Лирак. Медиумски покровител на настанот и овој пат ќе биде радио и телевизија КИС.